Драга моја фамилио, добре дојдовте на Уналун Тарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето моје срце ви се заблагодарувам за секоја ваша поддршка, упатена, коментар, енергија која што ја лајкувате мојата страница и мојот YouTube канал, што се претплатувате и што порачувате приватни читања. Се надевам дека вашата енергија ќе се утемели во брза енергетска вредност, да спознаете и дознаете како да се просветлите преку мојата страница и мојот YouTube канал. Денешнава порака која што ќе дојде од тарот картите ќе биде во енергија на случка настан кој што ќе се случи во наредниот период, а ова ќе биде ден каде што и ќе биде исчитана вашата порака. Јас се надевам дека ќе бидете во добро расположение да послушате до крај и да превземете ваша енергетска вредност. Улогите секогаш можат да бидат заменети и знаете дека секогаш ќе биде во енергија да спознаете и дознаете случки настани кои што ќе се случуваат во вашата енергетика, да дознаете и спознаете да како да утемелите вашата енергетска вредност. Ајде да видиме што сакаат денешните тарот карти да ни говорат, да видиме за која случка настан ќе се одвива во вашата енергија во наредниот период и да превземете добра смерница. Енергија која што ќе биде упатена кон сите вас, да бидете во ваша енергетска вредност, улогите секогаш можат да бидат заменети. Онаму каде што не резонира, оставете ја оваа порака или пак ова читање на тарот картите. Овие се колективни енергии кои што нема да важат за сите вас. Доколку не важат овие енергии за вас или пак не се пронајдете во денешното читање од тарот картите, оставете простор за некоја друга порака или пак друго читање кое што ќе резонира со секој од вас како би земале добар смер. Улогите секогаш можат да бидат заменети и јас оваа порака ќе ја исчитувам во еднина, а вие превземете енергија во множина доколку ви резонира на сите вас и да стартуваме во ова ново поглавје од оваа нова лунарна година, година на огнениот конј, каде што и ќе бидат интензивни енергии кои што ќе бидат во напредок за сите вас. Се надевам дека удобно се сместувате и дека ќе проследите оваа порака која што денешните колективни исчитувања ќе ја дадат тарот картите. Ајде да видиме за што се работи во денешното читање. Енергија да имаме кралицата на куповите и енергија да некој денеска или пак ево енергија на случување, ја ќе говорам во еднина, да ова е персона спротив вас која што ќе се утемели, незината работа ќе се намножи, ќе донесе плод во наредниот период. Оваа кралица е интензивна кралица која што ќе биде во енергија да оваа персона е во водена енергија каде што незините емоции, незината емпатичност ќе биде во умножување во наредниот период. Дали ќе биде на материјално или пак на енергија каде што некој ќе се оснива како родител или пак ќе биде во енергија да незината емпатичност, незината структура на добро срце, добар харт, енергија да оваа персона ги утемели сите незини вредности од претходниот период каде што и работела на незината енергија, да превземе добра акција, добра можност да биде во енергија да добие материјална стабилност, да незините плодови ги превземе од енергија, работна енергија или пак некој спротив вас, оваа персона ќе биде и ќе се оствари во моментално случување на родител. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ни порачаат, да отвориме, да видиме која е оваа персона, како ќе биде прифатлива оваа енергија, да видиме за што се работи, какво случување ќе биде, енергија да се утемели некоја ваша енергетска вредност, случка настан кој што ќе се одвие во
наредниот период. Ајде да видиме за што поконкретно ќе се работи. Енергијата оваа персона, или пак може да сте тоа и вие, да биде во енергија на чувствителна персона која што верува, стабилна персона која што е поврзана со универзумот и дава огромни емоции, огромна емпатичност, има отворено срце. Оваа персона спроти вас ќе се здобие со една слава, со едно превземање на нејзина вредност, каде што и вашата емотивност ќе влезе во структура на оваа персона. Оваа персона може да е ваша роднина, или пак енергија да е ваша пријателка, или пак е енергија да ова сте тоа вие, каде што и ќе бидете во енергија да превземете моментална структура на ваша желба. Оваа персона е во стабилност, енергија каде што и знае да манифестира. Нејзина желба се спушта во нејзина реалност. Енергија каде што данлоудите ги данлодира точно на време, универзумот ги дава можностите да оваа нејзина емпатичност ја врачи како што и работела на нејзина енергетска вредност, да утемели нејзина афирмација, да утемели нејзина манифестација или пак сето она што го манифестирала во работа, работен однос, дали било на материјално, љубовно, енергетско, оваа персона ќе го усредоточи и ќе го десетоструко удвои, бидејќи универзумот ја надградува затоа што била послушна, една добра карма добива, една добра дарма добива оваа персона спроти вас, енергија да биде во 8 пентакли, централна карта, каде што и оваа персона интензивно работи на нејзината енергија, интензивно ствара нејзини мотивации, енергии каде што дава од себе. Оваа персона е премногу емпатична, има добро срце и среќата е во нејзините раце. Универзумот ти подарува една моментална вредност каде што тркалото на среќата и се придвижува на оваа персона. Оваа персона е премногу интелигентна, знае да направи од 1-5 енергии каде што и е во енергија да добие емотивна понуда. Енергија каде што и емотивноста и изобилството ќе бидат во нејзина вредност. Ова енергија е судбинска енергија да и се исполни една желба, една нејзина манифестација која што ја има по судбински пат да дојде спуштена од универзумот. Ајде да видиме што сака да ви порача оваа персона. Оваа персона е ваша пријателка или пак енергија да биде во структура на пријателство, енергија на структура на ваша вредност, каде што и давате поддршка на оваа персона, доколку сте ова вие, знаете дека сето она што сте го манифестирале, дали било за пород, дали било за материјална стабилност, енергија плодови од работна енергетска вредност, каде што и вашите афирмации, вашите можности за манифестација ќе ги утемелите во една вредност, каде што и ќе бидете во енергија на стабилност, да универзумот ве поддржува, ви дава плод, каде што долго време се вложувате во некоја работна енергија, каде што и ќе бидете да вашата судбоносна енергија или пак точакот на среќата или пак тркалото на среќата биде во судбинска вредност, да вашиот стрелски точак на среќата се намножи и прерасне во една добра понуда, каде што и ќе бидете во изобилство и на емотивност
и на материјална вредност, на љубовна енергетска вредност и да бидете во изобилство на среќа, каде што и вашата саможртвованост или пак енергија да вие сами бидете среќни и радосни за сето она што го работите во вашата енергија, за сето она што го стварате како персона која што сте емпатична. Важи и за персона спроти вас, која што е во енергија да прерасне во персона која што ќе се здобие со начелни можности. Енергија 4 штапови, 5 штапови, енергија да добиете 10 купови, енергија да добиете комплетни промени се случуваат во вашиот енергетски дел. Влегувате во една огромна енергија каде што и ќе бидете заслужни, ќе добиете можност за заслуга, каде што и конкуренцијата е во вашата енергија. Не ја оставајте оваа ситуација нерешена, каде што и божанска правда ќе имате во вашата енергија. Правилно пресудувате, давате јасни одговори, енергија каде што и универзумот ви порачува да не бидете во одење од оваа ситуација. Некој комплетно се изолирал од неговата емотивност, каде што и се дал на работна енергија, доколку се работи за персона која што е во конкурентност или пак во борба со некоја нејзина енергетска вредност, фамилиарна енергетска вредност, знаете дека оваа енергија ќе биде во едно ново поглавје, каде што и новото поглавје ќе носи момент на радост, на среќа, доколку се работи за персона која што е во енергија да се здобие со среќен завршеток на некоја енергетска вредност од својата материјална структура, каде што и не била задоволна во претходниот период, имала емотивно незадоволство, напуштила некоја работна енергија или пак го напушта својот дом, е енергија да секогаш 10 купови не значат момента. Универзумот ми порачува не значат секогаш фамилиарна енергија, туку енергија да 10 купови значат и фамилиарна вредност во структура на работна енергија, каде што и се наоѓате, отпочнувате една нова енергетска вредност, но 8 купови ќе треба да ги утемелите, да се вратите во вашата структура на вредност, да верувате во сами себе, затоа што универзумот ве наградува со една огромна правда, каде што и вашата вистина ќе се утемели во вашата енергетска вредност. Да знаете и спознаете дека имате поддршка од универзумот, каде што и ќе бидете во една правична енергија, доколку се работи за судство, за моментална структура на правда, правни елементи каде што сте вклучени во сета оваа енергетска вредност. Знаете и спознајте дека оваа персона ќе се здобие со огромна енергија, каде што и ќе замине во нешто ново, каде што и нема повеќе да биде жртва, да биде енергија на невиност, туку оваа персона изгледа невино, но оваа персона дава се од себе да може да влезе во една огромна структура, каде што и 5 штапови енергија на конкурентност, на кавка, на моментални случувања кои што ќе бидат во енергија во наредниот период, да оваа случка се заврши на еден најдобар начин, а тоа ќе биде божанска правда за оваа персона или пак доколку се работи за вас, ќе биде во енергија да биде во божанска правда за вас, да доживеете структура на вистина, каде што и вистината пред се ја давате во вашата енергија, а тоа ќе биде момент на отпочнување на нова ваша енергија, на нов ваш структурален живот, каде што ќе мора да работите и на 8 купови, а тоа е емотивно незадоволство, а тоа незадоволство ќе го решите со моментални случувања каде што и ќе бидете вратени назад од структура на универзумот, каде што и ќе доживеете судбинска промена која што влегува во ваша стрекна околност. Доколку се работи за материјални средства, верувајте дека
материјални средства кои што подложат на правна елементарна структура, каде што и оваа состојба ќе биде во фирма, енергија каде што е вашата работна енергетска вредност утемелена, знаете дека ќе заврши во ваша корист. Вашата енергија ќе биде во пораст, но емотивноста, емотивното незадоволство ќе биде во енергија да отпочнете да верувате во сами себе, колку сте успешни и колку сте добри, затоа што судбинската промена се случува во ваша енергија. Совет за вас. Енергија да направите добар увид. Ова енергија да направите добар увид. Увид во структура на сето она што треба да го изговорите како вистина, да направите увид на сето она што ќе се случува во наредниот период. Треба да имате, вие и имате духовна пракса или пак оваа персона треба да се утемели во духовна пракса, затоа што увид во духовната пракса е енергија на универзумска правда, каде што и тоа се закони на универзумот кои што ги утемелувате, да не бидете во енергија на емотивност, емотивна повреда, незадоволство во емотивност, затоа што емотивностите носат една вредност каде што и ќе треба да ги искорените, да знаете дека ќе бидете поддржани од божествените духовни водства, а тоа е дека ќе добиете божествена поддршка во зададен момент на решавање на оваа енергетска вредност. Јас се надевам дека денешнава порака од овие колективни исчитувања од тарот картите некому ќе му просветлат пат, ќе земе добра смерница и се надевам дека овој огнен конј ќе ви донесе огромна сила и огромна праведна енергија. Знајте дека оваа енергетска вредност ќе биде во искачување до максимум, максимален излез во вашата енергија. Отпочнувате нова судбинска енергија, каде што и точакот на судбината ќе биде во вашите раце, ќе имате поддршка од божествените структури, каде што и ќе се добиете со огромна слава. За некој од вас ќе биде во енергија да оваа персона ви, доколку се работи за материјални средства, оваа персона ќе ви ги врати овие материјални средства, ќе биде во божествена правда, каде што и вашата вистина ќе биде во вриштење на вашата судбоносна енергетска вредност. Се гледаме во наредно исчитување од овие колективни тарот карти. Поздрав!